И истото ова што го гледаме сега може да го отворите и на 5-минутен графикон, каде што ќе видите дека се случува одново и одново всушност и на тој начин може да го вежбате овој систем во реално време. Сега да го погледнеме и графиконот на златото. Во златото не гледаме само затоа што е различен пазар, туку затоа што е ресурс и ресурсите имаат една разлика во нивниот нормален бранов развој. Од оној на берзата, прво да ја разгледаме структурата со 5 бранови и ќе разгледаме разликата како што се приближуваме до крај. Тука кон крајот на 1960-тите години цената на златото била фиксна, но сепак имало почетен пораст од $42 за унца, што се врати во 1970 година, за да се совпадне со претходниот минимум во првиот и вториот бран, и песимизмот треба да се совпадне секогаш со овој период во однос на способноста на цената на златото да се зголеми. Во 1970 година барем двајца економисти биле широко цитирани како велат дека штом ќе се отстранат контролите на цената на златото, тоа нема да се зголеми, туку ќе се намали на $6 по унца. Зошто? Бидејќи златото нема индустријска вредност. И секогаш тоа мислење било многу погрешно. Тоа ја постави основата за добар ред бран, а златото експлодирало точно во овој врв во 1974 година на $180 по унца, надминувајќи ги дури и најлудите очекувања на оние кои што поседувале злато во тоа време. Потоа дојде четвртиот бран. Забележете алтернацијата, овде е нагло движење против трендот. Четвртиот бран е различен, тој ја зел таа странична форма која вклучувала нов максимум. Оној нов максимум се случил на последниот ден од 1970 година, кога златото било легализирано во однос на сопственоста од страна на американците. Класичен случај на луѓе кои купувале во очекување на натамошен раст, го означија точниот врв со тоа што златото падна за 50%. И всушност тука го добивме тоа изненадувачко разочарување за оние кои поседувале злато, особено по легализација на златото од САД. Еден истакнат инвеститор дури и извршил самоубиство токму овде. Па можеме да претпоставиме дека бил доста разочаран во тоа време. Во секој случај, откако четвртиот бран завршил, започнал петиот бран и ова, како што е типично за ресурсите, било најдолгиот и најсилниот импулсивен бран во низата. Тоа е разликата помеѓу опциите и ресурсите на главниот тренд. Кога главниот тренд е нагоре, тенденциите во петнасочната структура во однос на третиот бран генерално по долготрајноста важи дури и за ресурсите на трендовите. Во помал степен, па дури и за главните трендови во делови од корекциите, кои се движат надолу. Но кога трендот е нагоре и тоа е голем пазар во тренд, обично петиот бран е тој што дава најдобри перформанси. Па дали има причина за ова на крајот на краиштата? Оно што го проучуваме овде е социјалната психологија, масовната психологија, и мислам дека одговорот е да. Гледате кога берзата создава свој пети бран, се движи нагоре поради емоција наречена надеж. Луѓето се надеваат, работите ќе се подобро и се подготвени да вложат повеќе пари на тој пазар, и кажат дека зад аголот работите ќе бидат подобри, цените ќе бидат повисоки и надежта бара време да се разви и да исчезне. Затоа петите бранови има тенденција да не бидат толку моćни како третиот бран на берзата, и затоа врвовите честопати бараат малку време, ако не се јасно очигледни на ценовниот график, барем очигледни во однос на технички развој, напредок и опаѓање. Ресурсите се различни. Петиот бран кај ресурсите не е потикнат од надеж, туку е потикнат од различна емоција која што е наречена страх. Кога златото расте нагоре во овој пети бран, не е затоа што луѓето се надеваат иднината ќе биде подобра. Секако има неколку луѓе таму кои се надеваат дека ќе биде полошо, но во најголем дел го купуваат луѓе кои се плашат
се плашат од инфлација, се плашат од тоа што владата ќе направи, се плашат од финансиска ситуација, воопшто и купуваат злато за да се заштитат. Кога пченицата, пример, се движи многу силно нагоре, во петиот бран не е поради надеж за иднина, туку поради страв. Страв од неуспех на посевите, страв од суша или било што друго. Затоа ресурсите генерално имаат силен пети бран и сега да погледнеме овој графикон за да помогнеме да се одлучи каде бер маркетот кој започна во 1980 година веројатно ќе го достигне дното и доколку го погледнеме овој чарт, веројатно е дека дното ќе се формира во овој дел од чартот на четвртиот бран за да може да се исполни таа корекција која што Елиот веќе ни ја кажува. Што всушност треба да направите како аналитичар на Елиот, кој го следи пазарот. Сега, доколку го погледнеме малку на реален чарт, пример, ќе го погледнеме биткоин, погледнете го само во формирање на вториот бран, кој што е странично движење, потоа имаме формирање на четврт бран, кој што се коригира точно до претходниот четврт бран тука. И би сакал да направиме сега една вежба каде што ќе успееме да го погледнеме сега моментално овој дел. Ево. И пример сега имаме еден ваков чарт, односно графикон. Имаме огромни грешки. Прво, четвртиот бран влегува во првиот бран, третиот бран не е најдолгиот бран, а тоа се правилата кои што мора да се почитува, што значи дека ова не е точно броење и овој чарт би можеле да го погледнеме моментално, можеби на некои алткоини, доколку ставиме на месечно ниво, можеби ова е само еден, еве го, два странична корекција, имаме мало пробивање за да се измамат инвеститори, да се врати цената повторно доле и не би требале да пробиеме од оваа цена надолу или пак да пробиеме многу малку. Дали тоа ќе биде случај, не можеме да знаеме, да видиме какви ќе бидат тогаш фундаментите на пазарот и можеби вакво нешто би било во игра, каде што верувам дека овие цени можеби никој не би ги очекувал како ни јас, но запамтете го случајот со златото, што всушност се случи со златото кога никој не го предвидуваше тоа, а големи се шанси дека се наоѓаме пред огромен таков бран. И сега доколку погледнеме на еден чарт како тоа правилно би можеле да го направиме, тоа можеби би изгледало нешто вака. Ова е правилниот чарт каде што сите услови и принципи се исполнети на Елиот, а внатре, доколку го погледнеме, внатре во овие бранови имаме друг вид на бранови, кај импулсивните бранови имаме 5 брана, кај корективните бранови имаме бранови од 3 дела, тоа се всушност тие ABC корекции. Исто се случува и за третиот бран, натре имаме, потоа повторно имаме тука корекција ABC и петиот бран повторно има 5 движења и ова е една од главните структури со која што Елиот ја има представено својата теорија
и мораме да бидеме сигурни дека го разбираме примарниот концепт на Елиот, едно големо откритие што го направил Елиот, кој го променил начинот на кој луѓето ќе ги гледаат брезанските графикони за секогаш, а тоа е дека пазарот се движи во 5 бранови. Според правилата и упатствата што ги дискутираме, кога ќе се движат во насока на еден поголем степен и во 3 бранови или некој корективен модел кој се базира на темата на 3 бранови, кога се движат против трендот на еден поголем степен. Структурата на корективните бранови се дели во спротивно на трендот. Што значи? Оваа структура на овие бранови повторно се дели на 5 дела, но се дели само но се дели само структурата на бранот А на 5 делови, структурата на бранот Б се дели на 3 дела и е ABC корекција и структурата повторно на бранот се дели на 5 дела. Понатаму ќе ги разгледаме детално што всушност и такви видови на корекции имаме за да можеме да го следиме повторно пазарот